Висока концентрација на штетни честички и присуство на јаглерод диоксид во воздухот во Кочани биле регистрирани при испитувањата што ги направиле 12 ученички тимови од средното училиште Љупчо Сантов во период од 3 месеци. Во рамки на Еразмус Плюс проектот Млади екоинспектори, што партнерски се спроведуваше со градовите Пазарџик од Бугарија и Лариса од Грција, а во кој покрај средношколците беа вклучени и Сдруженијето Локална акциона група и комуналното предпријатие Водовод, учениците направиле вкупно 990 мерења на загаденоста на воздухот и водата на повеќе локации во Кочани. На завршната презентација на проектот беше истакнато дека се констатирани загрижувачки параметри во одредени периоди од денот, претежно на локации во централното градско подрачје. Минимални измерени вредности кои што се направени, тоа го има направено од тимот Golden Trio и тоа кај локација на Македонска пошта. Значи гледате, тоа се 11 микрограми на метар кубен. Додека највисока концентрација, што е за 8,3 пати повеќе, значи од високата вредност, е на улица Илинденска измерена. Тоа е исто во Кочани, знаете улицата што е над Водовод. Тоа е доста висока концентрација. За PM2,5 честичките 10 имаме една слика која што е пример колку се мали честичките и колку тие честички продираат во самите бели дробови на луѓето и така предизвикуваат, значи, доста проблеми по здравјето на луѓето. Вредноста на PM2,5 честички некако линеарно ми одеше према анализата, исто со PM10 честичките што се измерени од страна на учениците. Анализата што имам направено дека од 990 мерења што исто имат направено учениците, на повисоко ниво од 180 мг на метар кубен има 144 мерења. Значи на минимално измерено кај ресторант Охрид, тимот H2O има измерено, а додека максимална вредност што е 5,55 пати повисока од високата вредност е исто на улица Илинденска. На презентацијата беше нагласено дека се работи за податоци што се добиени со анализа на испитувањата за период од 3 месеци на почетокот на оваа година, кои имале едукативна цел. Неопходно е мерењата и анализите да се направат на подолг временски период, за да се утврдат реалните вредности, кои што најверојатно нема значително да отстапуваат од веќе утврдените. За разлика од загаденоста на воздухот, испитувањата на примероците вода што се земени од реката и други отворени водотеци во Кочани покажале вредности што се на сериозно високо ниво, но не ги надминуваат граничните вредности на прифатливи параметри. Во рамки на завршната презентација, учениците представија дел од своето работење, како и предлози за решавање на проблемите со загаденоста на воздухот и водата.